Ориген не е признат од страна на обете цркви. Да се разбереме, до 1054 година постојала само една црква. 1054 година после Христа настануваат двете традиционални цркви, римокатоличка и православна црква. До 11 век, до средината на 11 век имало една црква. И на соборите Ориген е осуден поради некои негови теолошки заклучоци, но во секој случај еден од најплодните христијански писатели. Додека Јероним е еден од највлијателните теолози на западниот дел од тогашната црква, кој ја има преведено од Библијата од оригиналните јазици, значи 3 оригинални јазици, еврејски, арамејски и грчки, ги има преведено на латински. И тоа е тој превод кој подоцна се користи за вулгатата. Исто така и Мартин Лутер, еден од водачите на реформацијата. Римокатоличката црква ги прогласува за канонски апокрифите дури на соборот во Трент во 16 век. Од друга страна, православната црква ги смета за второканонски или канонски книги од втор ред. Од друга страна, Христос и апостолите во Новиот Завет никогаш не цитирале апокрифи како Свето писмо, како авторитетна збирка на книги. Сега, што се тоа псевдоепиграфи? Псевдоепиграфи се книги од анонимни автори, кои се пишувани некаде од вториот век пред Христа па натаму. Овие книги вообичаено носат имиња на одредени херои на верата од Стариот Завет, меѓутоа пишувани се од анонимни автори. Цитирани се на најмалку 2 места во Новиот Завет и тоа е во посланието на Јуда. Јуда е вообичаено име помеѓу евреите во она време. Денеска тоа име има многу лоша конотација во христијанските кругови, меѓутоа во она време Јуда било вообичаено име. Интересно е дека Христос никогаш не ги цитира псевдоепиграфите. И ако некого земне замерило што да правиме со псевдоепиграфите и со апокрифите, тоа е Христос. Не ги цитира, не ги толкува, не ги застапува како Свето писмо.